Ја следите нова дебата на вечерва на нова дебата гостине Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз и поранешен министер за внатрешни работи. Со него ќе разговараме за актуелната криза, причините, што се случува, кои прислушуваат, странски служби или домашни служби, кој е можниот излез од кризата. Павле Трајанов, добро дојдовте во нова дебата. Вечерва ќе одговарате на сите оние кои не следат на Твитер и Фейсбук со нивните прашања на хаштагот нова дебата и се разбира покрај вашите прашања ќе имате можности за реплики и коментари на она што ќе го слушате од господинот Павле Трајанов. Господин Павле Трајанов, денеска имаше нова бомба, овој пат од Битола. Што е според вас? Дали станува збор за компрометирање на процесот на лустрација, на изборниот процес, сомнителни трансакции финансиски од страна на градоначалникот, кои сериозно го доведуваат во прашање кредибилитетот на оваа владеачка структура, или станува збор за лепени, монтирани и не знам како беше снимки со кои се манипулира јавноста во државата. Тоа се двете информации кои денеска ги добивме од... Добро, ние сме практично на неколку дена постојано има така наречени бомби кои што ги објавува опозицијата и сигурно дека досега главно беа дилемите околу тоа кој го вршел прислушувањето, дали е тоа употреба или злоупотреба на системите за прислушување, дали е тоа побарање на странски држави, служби, па опозицијата ги користи тие информации и така натаму. Значи тоа прашање договоривме дека треба да се направи една општена истрага, продлабочена истрага, се со цел преку обезбедување на цврсти материјални факти и докази да се точно. Дали ние сега живееме во два паралелни света и две вистини кружат. Една која што ја протежира, промовира владата, власта, партиите од власта, условно кажано, дека се работи за обид за пуч, за насилно сибнување од власта на со помош на странски служби. Со помош странски служби. Ајде разгледаме Другата е дека другата вистина која кружи, која се промовира од страна на опозицијата, дека тоа е све направено од страна на власта, но дека тие информации доверливи, сензитивни, припадници на овие служби ги доставиле до опозицијата. Така да тие се две вистини, за жал околу овие две клучни работи сега што или вистини кои што се промовират се дели државата и тешко дека ќе се дојде до некоја средина, да речеме, за мене е битно. И јазот се продлабочува. Јазот се продлабочува, ние навлегуваме во една длабока политичка криза. Не гледам дека има подготвена... Која може да има тешки предсе социоекономски последици, Кризата има. И се друго. Значи, на нарушење имиджот или кредибилитетот на државата во целина, имаме и ќе имаме уште по-голем застој на евроинтеграцијските процеси, влезат во НАТО, што е најважно, ние имаме застој на севкупните процеси во Република Македонија, без разлика дали се убедуваме ние да функционираат сите институции нормално или пак да тврдиме дека се е нормално, во суштина ќе има најмногу последици на економскиот развој на Република Македонија и таа цена ќе ја платат на крај граѓаните. Да, ова е една добра слика на опис на реалноста накратко. Која е вашата позиција, не ми кажавте? Странски служби, манипулации, сечење, монтирање на разговори или вистински разговори кои на вистина откриваат девијации на власта, криминали и во почетокот имаме сосема принципелен според нашите проценки и објективен став. Значи сакаме прво да се расчисти една работа што ние тврдеме дека сепак се користени системите на Министерството за внатрешни работи. Тоа се потврди сега и не е спорно дека тоа гласноговорниците на владата тоа го кажува. Но исто така додава дека се користени некакви две автентични за вас тие разговори. Тоа е една димензија. Значи разговорите, тоа уште во почетокот. Секој може, ако има програм за
споредување на гласовите да Може да се утврди. да се утврди. Зошто според вас овие телесно уште не е утврдено дали се автентични? Разговорите според нашите проценки се автентични. Но што има? Дали се интегрални? Дали тие разговори што се презентира се резултат на како се движел разговорот или тука има, да речеме, извлекување на некои битни работи. Има ли во целата операција странски служби? Значи, досега не се презентирани реални, цврсти факти, докази дека... Има ли интерес дека странска служба ваков упад да направи овој и воопште дали како полицаец поранеше дали се памети во историјата на овие служби ваков упад и вакво провалување на срцето на безбедносниот систем? Како и да е, одговорноста лежи во Република Македонија. Уште полошо е ако успеале странски служби преку нашите системи, илјадници луѓе, да биде прислушкуван на целиот државен врв, опозицијата, да бидат прислушкувани огромен број на новинари, бизнисмени, не знам, верските носителите на високи позиции во верските заедници, практично не е ограничен бројот. Ако за мене ми е најбитно ние да се чувствуваме сигурни дека средствата за комуникации се под контрола и дека не може некој друг од надвор да не прислуша. Знам дека многите држави имат можности, развиените разузнавачки служби имат можности. Меѓутоа, не можеме да го проценеме интересот, освен примерот и неколку клучни луѓе, зборам за странски служби, што имат интерес, не знам, сите новини. Борје Ивановски го слушат. Не знам, што имат интерес. Вас сте слушали ли? Немам доказ. Немате уште. Немам доказ. Ајде одиме сега на прашањата. Значи, независно од тоа, значи што е... Ги познавате ли од IG 999Y на Твитер? Ги познавате ли дали ги познава Павле Трајанов, патриотите на Зоран Заев, оние кои ги дале материјалите? Значи, не можам да се сетам, веројатно еден од нив можеби сум се сретнал во времето кога бев министер за внатрешни работи, бидејќи тогаш често пати ја посетував во управата за користење на овие системи и со дел од инженерите имам разговарано, но никогаш со нив надвор од тој круг не сум сретнал никој. И така да лично не се познам со нив. Мустак Ман, господине Трајанов, од почетокот на бомбите, дали сте оствариле контакт со Зоран Заев на политички план? Значи, досега ни приватно, ни било како не сум имал контакти никакви досега. Нити сум го сретнал, нити имам било какви комуникации, контакти со Зоран Заев. Од Арминот, господине Павле Трајанов, дали сметате дека државниот јавен обвинител има легитимитет после бомбите? Знаете што, јавниот обвинител не е директно вклучен во фрлање на бомби или во подготовка на некои процеси. Но сигурно во расчистување на маглата која се... Значи, кај нас тоа не е сега, значи, моја оценка, став околу функционирање на целиот судски систем не е од сега. Јас сум еден од тие што најмногу ги критикувам, бидејќи подлежат и се подсилен политички притисок. Ако СДСМ, ако зборам обвинител, судите и така натаму, ако СДСМ избрала 600 и не знам колку суди, па сега во овој период се избрани од кога е ВМРО и другите партии што сме 320, 60 и така натаму. И мислам дека само тоа покажува какво е политичкото влијание над тој судски систем. Тој не е кредибилен, генерално гледано. Не е кредибилен. Поготово жалите што сте под притисок. Не ги жалам нив. Бидејќи за мене независно како избран, тој мора да го почитува законот и да суди врз основа на цврсти материјални докази. Ќе му одговорите сега на Значи зборам дека тој систем е инфициран. И тешко може да таму треба системски промени. Се разбира и кадровски промени. Јавниот обвинител, бидејќи го предлага владата, го бира парламентот, парламентарно мнозинство, тој би требало да биде независен, самостоен, но и поранешниот обвинител Шврговски тврди дека тој не е независен, дека е под начин на кој е биран, така натаму тоа. Значи, се последната будала, како беше она самиот што кажа. Мислам дека со вакви крупни предмети, случаи, каде што секојдневно имаме штанцење на кривични приводи опозицијата или пак државните институции
против опозицијата. Мислам дека во една ваква ситуација тешко дека може да биде докрај објективен јавниот обвинител. Но треба да им дадеме шанса во оваа фаза, бидејќи ние Која е таа шанса, колку треба да трае? да видиме како ќе обвинител се уште не може да информира јавноста дали се работи за сечени, монтирани, крпени или не знам како, или автентични разговори. 2 месеци од почетокот на објавувањето. Па не знам кој барал тоа да го направи. Никој не му поверал тоа да го направи. Па има пријави доставени до него од кои треба како последица на произлезе утврдување на автентичност. Прво, значи јавниот обвинител нема можности да утврди кој го вршил тоа прислушување, чие барање и така натаму. Закон за кривична постапка, сите можности законски. Значи, вие го гласате тој закон заедно. Не зборувам сега ние за практично како тоа да го направи. Оваа состојба може, затоа моја идеја, мој предлог е парламентот да го промени законот за собранието и во него да предвиде. Тоа може да го направиме доколку опозицијата се сложи, да формираме комитет со широки законски овластувања околу собирањето на материјални факти и докази. По пример како тоа што се случува во соединетите американски држави. Анкетни комисии слушувале сите инволвирани. Значи, што е идејата? Комитет од 15 парламентарци со можна да се вклучат експерти, но со многу прецизна законска одговорност за секој нешто ќе излезе пред тој комитет. Ако не ја зборува вистината, ако премолчува факти и докази, да му прети одговорност, затвор, казна, најмалку 5 години. Инаку, ние сега имаме можност за анкетна комисија, комитет кој што ќе има многу јасни, прецизни овластувања, де факто да може да води една парламентарна истрага за вакви крупни случаи. Ако добро ве разбирам, вие на Арминот имплиците му одговарате дека обвинителот нема легитимитет и дека ваква една комисија би требало да го субституира. Значи, јавниот обвинител е обвинителот во моментот во фали капацитет и кредибилитет. Јавниот обвинител, тој е легитимен, е избран на законски уставен начин, не е спорно. Проблем е сега дали тој има капацитети да се справи со овие сериозни, да речеме, нарушувања на правата на граѓаните, каде што се инволвирани политички партии. Многу тешко. Моите проценки се дека јавниот обвинител тешко може да се справи со овие работи. Арминот ако има свој коментар, нека повели на хаштаг нова дебата. Лазица Граф, кој би можел да има увид во тоа кој во моментот се прислушува? Ако има такво нешто. Па увид во моментот има министр за внатрешни работи. И директорот на УБК. Директорот за неговиот дел на Управата за безбедно контрразузнавање, другиот директор на Бирото за јавна безбедност во другиот дел. Тогаш кога ние отвориме расправа, кога се минуваше уставот и сега законот за електронски комуникации, се симна нивото на кој се може да инициира прислушување, инспектор обично. Лазица Граф пак прашува зошто никој не кажува каков е процесот на прислушување. Тоа машина ли е, компјутер ли е, кој има увид во тоа, кој како може да види? Значи, има систем за контрола на тие системи, како функционират и дали е можна таму злоупотреба. Министерот за внатрешни работи мора да се изгради систем, секојаш да има точен увид кои телефонски броји се предмет на прислушување, кои станови се озвучени, кои канцеларии. Мора да има систем за контрола. Тогаш секој оперативен работник, бидејќи по законот може да инициира, па да достави барање до јавниот обвинител, па тој да достави барање до судот и судот носи решение. Ако е легално, значи, ако е легално е во ред, има законски основни причини зашто тоа се прави. А нелегалното, тогаш мислам дека тоа е сосема друга работа. А тоа може ли варијантата некој, тоа може какви машини се тоа? Стварно е добро прашањето да влегува некој, тој еден од обвинетите си влегува и си укуцува телефони и си слуша. И машината ски снима тие разговори. Значи процедурата е доста сложена и со законот за електронски комуникации. Значи не може еден човек да внесе таму. Значи што е? Министерството за внатрешни работи може да прислушува, Управата за јавни приходи, Царинска управа, Министерство за одбрана, на одреден начин по барање на сите тие. Не, сите тие по барање, но нема
Јас инсистирав да се формира еден технички центар кој што ги обслужува сите тие барања. Сега такви системи, колку што знам на Војно Министерство за одбрана, Агенцијата за разузнавање, ако не директно некои такви слични системи за послушување. Ја ве прашам Сега, софистицираност на значи, тези. не е Може можно. ли еден човек да влезе и да укуца броеви? Сакам денеска ги слушам Павле и Борија. Не. Добро, тоа да. Лјупчо Петковски, да појасниме колку малку со оглед на тоа дека може да се злоупотребат тие системи. Ако тој добил налог 10 броеви да се слушат, тој да речеме и става 11. Може да додаде, тоа е голем ризик. Затоа што може нема некој да го исконтролира, да веднаш, го види. Сега да не навлегуваме во техничките детали, се разбира, но има систем. Тоа се системи кои се софистицирани и кои овозможуваат контрола и разни. Секоја опрема што кога се купува, значи кога се инсталира опремата, меѓу другото има и за контрола. Во секој момент може министрот, директорите или било кој што има властување да направи проверка кои броеви се слушат. Затоа што во Законот за електронски комуникации знаете дека оператор кои броеви се слушаат и кој ги внел тие броеви, исто така може да се провери. Сега кај нас мора да постои судска наредба. Ако не постои, а се слушат, тоа е надвор од законот, за тоа мора тој што да се сноси одговорност. Значи, електронските операторите, мобилните оператори, тие имат законска обврска да набават опрема која што е компатибилна со системите што постојат во службите за безбедност и од тука се внесуваат и така натаму, се внесуваат броевите и системите возможуваат сите разговори, и поред законот операторите не смеат да се мешаат во тој процес. Па тие мислам дека тие немаат ни систем да ги снимат тие работи. Не можат. Значи дел од тие работи што се, да речеме, SMS пораки, не знам кој кого барал, имат некоја законска врска да се чуваат, па побарање на граѓани да му ги дадат некој листинг, нели се добива, секој граѓан може да добие кој го барал кога. Тоа е друга работа. Ова е врска дефинирана во уставот, во законите на државните институции што предлагат и што добиват дозвола од судот да ги користат тие системи. Технички детали мислам дека младите луѓе, компјутерџиите веќе многу повеќе се информирани од нас како тоа се одвива. Дури имаше објаснување во јавноста од експерти околу таа работа, но за секој случај да не ја нарушиме, да речеме, конспиративноста. Тие се веројатно класифицирани информации, се чуваат како врвна тајна и не треба сега околу тоа. Проблем, значи, клучно е дека со закон се знае кои институции може тоа да го прават, дека мора да има контрола на тие системи и што најбитно, во законот, во законите, МВР има посебна служба која треба да не штити од евентуално прислушкување од неповикани, неовластени луѓе. Секој што ќе се посомнева носител на јавна функција по обичаен граѓани, може МВР да прати екипа да утврди дали е некој прислушкуван или не. Значи, ние мораме да се чувствуваме безбедни, освен државата наша, дека може да не прислушува, ако има за тоа оправдани образложени причини. Добро, тоа е разно, дека не може друг да. Не треба никој. Со оглед на тоа дека ставовите на Трајанов се јасни, како за прислушувањето, така и за правосудниот систем, дали планира да ја напушти владачката коалиција? Ако одговорот е не, тогаш што му дава за право да верува дека во случаите конечно ќе проработат институциите? Значи, во партијата ние сметаме дека можеме нашите стави многу подобро да ги презентираме вака како што сме во рамките на парламентот. Инаку позицијата на Демократскиот сојуз за промоција на одредени политички ставови за сите состојби и за отворена критика дека ќе бидат знатно намалени, дури ограничени, како на некои партии што се надваат од парламентот. Ние, значи, отворено разговараме, имаме многу принципиелна и објективна позиција. Таа наша позиција често пати се толкува дека ние сме против носечките партии во коалицијата. Јас на крај сум сигурен во тоа дека нашите стави што беа презентирани за оваа целокупната состојба, дека тие се основа за разрешување на кризата. Дека
Не можеме ние да тврдиме или да обвинуваме партиите дека се одговорни, цела партија. Во секоја партија некој, ако се докаже во една релевантна постапка дека го кршел уставот, законите, за тоа ќе си сноси одговорност. Јас сум сигурен дека на крај ќе има и одговорност. Дали, едно прашање, не можам да го најдам тука, но го видов на Твитер, дали вие бевте дел од 8 мината, дали овие сега патриотите на Зоран Заев се современите 8 мина? Прво, 89 година во еднопартиски монолитен систем. Го пробија систем? Ние тогаш Прашањето беше од Андрија, ако не се не делувавме вака, значи ние тогаш јавно настапувавме, сосема јавно отворено за тоа дека не може и натаму СДВ да биде ударна тупаница на Сојузот на комунистите, да дискредитира луѓе, да ликвидира луѓе политички или да ги затвора. И покренаме многу прашања, се заложиме за тоа дека во Македонија треба да има повеќе партиски системи и така натаму. И тогаш на еден или друг начин ја најавивме таа демократска пролет во Македонија. Во тоа време да организирате таков бунт и да бидете прогласени за непријател на државата број 1, мислам дека беше многу различно. Па тоа е исто сега се работи за сега и вие ги пробивте законите, ако не се лажам. Па мислам дека начин кршејќи ги правилата на службата, која во тоа време се беа пропишани. Па добро, мислам дека немаше, ние водиме многу сметка да направиме грешка која што и без разлика што водиме сметка, имаше против нас кривична пријава подготвена 18 страници. Така да, но во тоа време работите се раздвижуваа и многу тешко беше во тоа време, замисли да најдете јавен обвинител што ќе прифати таква кривична пријава која што не е подкрепена со материјални факти и докази. Така да пријавата остана во фиоката. Дали јавниот обвинител на крајот на 80-тите кога поминувавте низ Голгота беше легитимен? Дали беше легитимен јавниот обвинител во тоа време? Па ви кажам, јавниот обвинител во тоа време консултациите, значи бил посамостоен, за разлика од сега во еднопартиски систем. Тој не прифати кривична пријава од министерот Јован Трапеновски, во разговорите рекол дека нема елементи за кривична одговорност на осумината. Со оглед на тоа ништо поминавте тогаш. Имате ли разбирање за овие дечки, ако тргнане, предпоставка хипотеза, од тоа дека им се смачило од прислушување на све живо и диво и рекле ова ќе компромитира? Значи што се случило? Тоа се повторува во Министерството за внатрешни работи. Ако е така, значи тоа е хипотетички, ние сега зборуваме дали е така или не е. Ако добиле тие информации дека се крше уставот, законите, ако биле сведоци или соучесници на тоа. Дали според ова вие што го слушате на разговорите од Емилито прашува зошто е важно кој прислушува, не што е содржината, што треба да слушате за да сватите дека коалицирате со монструм, тоа е терминот кој Емилито го употребува. Добро, значи јас тоа реков дека разговорите што ги слушаме се автентични, но најверојатно не се интегрални. Како полицаец кој би слушале. Ако слушате дека министерката нарачува карти штампање, избори, како да се одржат, ваму кој да оди, лифтовите за главе типгиновие, што ќе направите како полицаец? Значи, јас затоа имаме сосема објективна позиција, принципелна позиција. Никош досега, значи не сум помислил од позиција на власт да злоупотребувам за да се кршат изборни правила или не дај Боже да се вклучи во криминални активности и така натаму. Тоа за министер за внатрешни работи тоа е апсолутно неприфатливо. Министерот мора да биде најчистиот во владата. Најчистиот сега. Не сме, он мора да обезбеди услови за фер и демократско изјаснување. Сега, сите овие работи што ги слушаме за се. Значи тоа сега ние навлегуваме во содржината на тоа што е презентирано. Сигурно дека за тоа треба да се вклучат многу луѓе околу истрагата. За да ви го потврдат дека тоа е вистина што се случило, не разбирам. Видите, сега ова зборуваме ние, ако зборуваме за некаква завршница, за некаква одговорност, не политичка. Политичка одговорност ќе дојде, тоа сум сигурен во тоа. Ако бараме друг вид кривична одговорност и така натаму, тоа мора да се процесуира. Мора тие
иницијални информации кои што ги слушаме да бидат проверени и документирани. И во секоја нормална држава тоа ќе се случи и јас сум сигурен дека и кај нас ќе се случи. Веројатно дел од тие информации ќе има што се презентирани, ќе има услови да се документира и докажа, али не сите. Една сугестија вика. Не сите, верувам дека дел од тие разговори што се презентират дека бараат од вас вика поефикасно да одговарате Бужаровска. Појасно и пократко, не е парламент игра говорница, но да одиме Љупчо по Петковски е добар со прашањето дека господин Трајанов, Колишевски и ловната екипа од Јасен ги почувствувате на своја кожа. Груевски сите го слушаме на снимките, а вие сте со него во коалиција. Кој од двајцата е пострашен според вашето искуство? Добро, значи ние имавме само, на граѓаните да кажам, дека имаше работна група 89-90 година формирана од извршниот совет, во кој што беше Маневски, Тито Беличанец и некои други. Во оваа работна група околу сумината или расчистување на деформациите во РСВР, еден од членовите на таа група предложил, откога бил на разговор кај Лазар Колишевски, предложил на работна група да бидеме према осумина да се примени мерката електрон, изолација и ликвидација, бидејќи сме ја нарушиле безбедноста на државата. Значи, тоа било идејата на, веројатно, така беше презентирано, имаме човек што водел записник, тоа ни го презентирано. Ова граѓанското движење сега тоа го бара за Заев, ако не се лажа. Па не знам што бара, стварно не сум. Па народот да побара да изврши притисок од владата, да Заев да се предаде. Значи тука доаѓале од некако сте на исто, сепак Заев и таа екипа патриоти и вие осумтемината некако и уште малку па по бројка ќе дојдете на исто. Не знам колку луѓе биле вклучени во овој процес на одлевање на информациите или евентуално на па нека 6-7 нешто до сега, не знам како беше, а има и некои двајца кои се надвор, кои се зборува. Мислам дека видите сега, ние треба да разглабаме доста широко. Ако се работи за заговор, да. Значи за пуч, не верувам дека 23 дека тоа најмалку 60-80 луѓе се вклучени од бидејќи селекција на броеви, не знам, насоки што да се влече од тие информации, каде се носи, тоа значи дека се работи за една организирана структура која што припремала, условно кажано, пуч. Ако се работи само за одлевање на информации, тогаш може и помалку луѓе да бидат 80 или... А тука сте затоа викам некаде сте 8 ќе бидете 8 од 80-тите и 8 на нови. Сепак такви споредби сега Лазар Колишевски и Никола Груевски, мислам дека живееме во сосема друго време, но не може да се прави. Од Бојан, господин Трајанов, дали имате подпишана меница? Тешко прашање тоа. Тешко прашање и одговорот нема да биде едноставен. Значи, ние како политички партии, кои што сме дел од коалицијата, сме влегле согласно коалицијен договор. Преземавме одредени обврски, имаме одредени права и тоа е внатре во коалицијата. Иначе, генерално гледано, некакви оставки или финански обврски, мислам дека се тие надвор од било какви законски. Ако тоа е разбрав, ова го држите како деловна тајна за договорот постигнат внатре во коалицијата, околу тоа која форма на и какви... Значи, не можам да дадам... Кој тип на заклетва дека имаме обврски преземено внатре во коалицијата, мојот одговор би бил тој. Кои ги оневозможуваат пратениците да делуваат Апсолутно не. Мислам дека таквите инструменти за кои што зборуваат некои од пратеници сега јавно, дека не се основа за тие да не можат да презентират своји стави и своји размислувања. Се работи веројатно за повеќе за партиска дисциплина отколку изградена. Вие не сте дел од партијата. Не сум апсолутно, затоа ние во рамките на коалицијата јас така се чувствам дека можам на автентичен начин да ги презентирам ставовите за кои што мислам дека се во интерес на граѓаните. Ако одлучите сами да заминете од владеачкото мнозинство, ќе сносите ли последици било какви? Не ме прашам какви, ќе сносите ли било какви последици? Не. Никакви. По личниот имот? Не, никакви последици.
Значи повеќе таа она што сте немаме таква ипотека гаранција дека некој ако напуштиме, значи ние партиципираме во коалицијата, сме дел, сме биле на избори, сме добиле поддршка од граѓаните и сметаме дека на автентичен начин ги застапуваме интересите на граѓаните и немам причина да размислам дека треба јас да се повлечам од парламент и така натаму. Јас реков дека ако се повлечам од парламентот, дека капацитетите, можностите за презентирање или за действување политичко, не зборуваме од парламентот, зборуваме од владачката коалиција. Дали тие обврски кои сте ги земале во рамките на коалицијата се обврзувачки на начин кој во невозможува да значи се работи генерално за принципи. Значи не сме ние во партијата јас да преку ден ги менувам позициите за било кое прашање. Ние сме биле заедно на избори, сме добили поддршка од граѓаните и се дури сметаме дека работиме во интерес на граѓаните како партија, ќе останеме таму. Тогаш кога ќе процениме дека не можеме да действуваме, ако не се води сметка, ако да имаме најенергична борба против корупцијата, против криминалот, ако не градиме институции кои што ќе действуваат самостојно, ако не создадеме услови за слобода на говорот, да имаме слободни медиуми, значи ние имаме... Па 9 години не можете, не само што не можете, туку таа работа се комплицира. Па не да се комплицират. Ние за сите тие проблеми, значи, од секојаш имаме поразличен став во коалицијата. И затоа никој не може да ни забележи. Но потенцијалот наш е толков. Граѓаните тогаш која ќе дадат поддршка со 500.000 на Демократскиот сојуз, тогаш ќе имаме сила и капацитет да ги менуваме работите. Господи, имате ли уште едно, дали имате посвечено од меници, или причините за вашата преградка со Груевски треба да ги бараме на друго место? Значи, Иџи пак вика, со што го држат Павле Трајанов во коалиција? Со ништо не држат, со ништо никого не држат во коалицијата, нити има инструмент да го држат. Ние се дури мислиме дека на автентичен начин ги презентираме интересите на граѓаните, како партија, како Демократски сојуз, ние ќе функционираме. Еве Бибош, зошто Павле Трајанов денес се уште дел од коалицијата на нас и исто тоа прашање. Колку е длабока неговата чаша и ќе плени или некогаш? Значи, тоа не треба да ги симплифицираме сега состојбите работите во државата. Значи не треба, бидејќи да се случи тоа, да зависи од мене разрешување на кризата со тоа што ние ќе се повлечеме како партија кој што имаме минимална партиципација во власта. Значи апсолутно, не знам, нема ни 1%. Не, што ве држи во власта, еве, колку господине Ченто исто пак. Значи да можеме, Павле Трајанов колку е удобно да се седи на две столчи. Значи апсолутно. Значи ние си имаме систем, политичка програма и сакаме да настапуваме сосема отворено јавно и да бараме решение во овој случај за излез од кризата и тоа мислиме дека го правиме на најдобар можен начин. Ако се повлечеме и ако тоа ја реши кризата, јас уште денеска ќе се повлечем од политичката сцена. Пак од Бибош, колку е тешко да си Павле Трајанов денес, кога разумот вели едно, а во реалност прави друго. Како се живее со двојни стандарди? Да ви кажеме на работа, бев во Београд, имаше НАТО. Како ти имаат разбирање за вас, само она што не можете да го кажете, ви го читаат. Вака сега, бев во Белград на еден НАТО семинар, се разбраваше за состојбите во балканските држави и дојде Дачич, држеше воведно излагање и пратеници од Англија, од англискиот парламент, не знам, од другите држави го праша, вика, дали сте, вика, со Русија или со Европска унија и вика каде седите и Дачич на српски каже, вика ми седиме на српска столица. така да сигурно дека ние сме во една исклучително како партија деликатна и сложена состојба. Апсолутно нити од критиката бегаме, нити од одговорноста како дел од владеачките партии. Без разлика што имаме ние градиме принципиелен, отворен став за сите прашања и бараме како да се разрешат тие прашања. Значи ние не само да имаме поинаков став, но ние предложив јас да се расправа во парламентот, јавниот обвинител да достави извештај за преземени посебни истражни мерки, да се формират комисиите, да партиципира опозицијата, бидејќи клучната комисија, каде што има мнозинство
и председател на комисијата, парламентарна комисија, таа треба да направи увид дали системите за прислушување се користени, употребувани, злоупотребувани. Значи треба да партиципира и како што реков, во услови на таква состава предлагам еден парламентарен комитет, али системско решение да биде во законот за собранието, тој комитет тамо да се таблира, да се Невена Бужановска, господине Трајанов, кога денеска би биле Груевски, вие фатен во вакви или слични разговори и дела, што прво би направиле? Значи, ова прашање е за господин Груевски. Мислам дека сите се во една исклучително деликатна состојба, тешка состојба, почнувајќи од председател на владата Груевски како председател на ВМРО-ДПМН, и не мислам дека нема чувство на одговорност и дека тоа чувство на одговорност нема да преработи. Веројатно треба да помине малку време, да се стишат страстите и сигурно дека сите за кои во една легална, транспарентна постапка ќе се потврди нивната вина и одговорност, дека за тоа ќе понесе одговорност. Не верувам дека било кој може да бега од одговорноста. Дали тоа ќе биде морална, лична одговорност, дали тоа ќе биде политичка одговорност која што ќе се издефинира низ парламентот, низ другите институции, или пак друг вид на одговорност која што ќе се утврдува во судскиот систем. Без разлика на тоа, генерално секој веројатно чувства одговорност и затоа секој треба да се произнесе. Ченто вика, господине Трајанов, зошто Зоран Петров не е повеќе заменик министер за надворешни работи? Одлуката е негова, ваша или на Груевски? Значи, Зоран Петров беше 8 години заменик министер и Демократскиот сојуз води сметка, бидејќи многу малку места имаме, 3-4 места се вкупно така поистои места. И се обидуваме да ги обновуваме со млади стручни кадри, така да Зоран Петров номирува функцијата подпредседател во ДС, заради карактерот на работата сега што ја извршува, инаку еден од поквалитетните кадри во партијата и тој е еден од основачите на партијата. Значи нема некакви други причини, но сметаме дека треба да дадеме шанса на повеќе луѓе да бидат вклучени во извршната власт. Ања еднорог, Боби Јо. Како гласеше Павле за законот за употреба на гумени куршуми? И зошто? Значи, јас се вклучив во оваа расправа и имаше ветување дека употребата ќе се прецизира на вакви, да речеме, гумени куршуми, електрични, палки и други средства за приселба, само во случај кога имаме насилни активности, кога е загрозен, да речеме, поредокот утврден со уставот или институциите, тогаш како една од најблагите мерки или средства за смирување на кризата, никогаш не сме да се користат тие кога имаме ние собирање, независно дали се тие 2000, 5000, 200.000. Не може да се користат против мирни демонстрации како уставно цивилизацијско право, граѓаните да демонстрират кога сакат, каде сакат, без најава. Дали по вас тој, дали по вас тој закон, носењето и инициирањето на тој закон е страф на власта дека може да случат немили? Па не, мислам дека со гумени, знаете, со гумени медци куршуми дека не може да се смири масата. Мислам дека тоа е покажно. Нема таков, не верувам дека постои таков лудак што ќе даде налог да се пука неконтролирано по луѓе што се собрале да демонстрираат. Па се што видовме во оваа држава не верувам. Па не верувам дека тоа може да се случи. Знаете што, тешко ќе биде на оној министер за внатрешни работи, јас никогаш не би употребил сила против сопствениот народ. Сила, ако демонстрира, ако има политички барања, за да се растури таа маса, да се употреби сила. Ако се плашите дека од министерската фотелја одите во затвор? Не зависи. Ако сум направил криминал и ако за тоа се докаже, ќе си одам слободно, нема бегање. Нема бегање. Каква министерска позиција не ти дава имунитет или гаранција дека ти нема да одговараш никош. Кога тогаш ќе бидеш сменет, нема да бидеш министер? Па дали од министер ќе одеш во затвор или од обичен граѓанин, тоа е... Бисера замислена.
Дали покрај пратениците од првото прашање, дали органите на Демократскиот сојуз се состанале за да изградат став во врска со бомбите? Ако да, кој е тој став, ако не, зошто? Значи, ние постојано имаме вакви седници, држиме, расправаме, председателството неколку пати расправаше и ставовите што ги презентирам, да не ги повторам јас досега, се одраз на вкупните разговори, дискусии, тенции во партијата. Дали покрај пратениците од ДПМН меници за верност и доживот на љубов имаат подпишани оние од помалите коалициони? Значи, тоа кажав дека сите партии имаме одредени врски во рамките на коалицијата. Добро, кога конечно планира да ја напушти коалицијата? Мислам дека Добро, мислам дека тоа веќе го одговара. Господин Трајанов, дали сметате дека веднаш треба да напуштите коалицијата со ВМРО? Од Мартина Матевска, дали сте за деприватизација и декриминализација? Значи, за ова прашање. Македонска диаспора. 2005 година Демократскиот сојуз подготви еден многу добар проект. Декри за борба против корупцијата и криминалот. Со тој проект предвидовме формирање на агенција за борба против организираниот криминал и корупцијата. Значи, проверка на имотот на сите носители на јавни функции. И за секој што ќе се утврди имот кој не е резултат на неговите легални примања, да биде конфискуван. Тој проект беше основа за водене на кампања, не само Демократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, во кампањата 2006 година, во вториот дел од кампањата, комплетно го презема како проект и ние главната основа што кога подпишуваме стратешки договор со ВМРО ДПМН беше борбата против корупцијата, неселективна борба, се разбира евроинтеграција, владење на правото, слобода на медиумите и така натаму. Така да ние како политичка партија повторно го реафирмираме тој проект и мислиме дека мора да постои законска регулатива независно од законските одредби за застареност. Нема застарување за носител на јавна функција кој бил инволвиран во организиран криминал и врз основа на неговата позиција се стекнал со огромно богатство. Кога тогаш треба да има постапка, процедура и тој имот да биде вратен од таму каде што е дошло. Армен Фестима Лутишовски, господине Трајанов, дали мислите дека актуелните кампањи на ГДОМ и провладените медиуми, како например пукањето врз К15 со страна на Лата, се наредени од власта или пак по сама иницијатива на изјавувачите во обид да покажат лојалност? Добро, значи јас кажав во почетокот дека ние имаме два паралелни света, две вистини кружат и дека тоа ги дели граѓаните. Кризата се продолбочува. Не можам да ги коментирам новинарските пишувања на, не знам, уредници. Зошто колегите ваши бегаат од дебати? Зошто, например, не... токму во интерес на приближување на тие два света кои гледаме как секојдневно како се оддалечуваат еден од друг, носејќи со себе едниот и другиот на друга страна маси на граѓани. Зошто бегаат овие колегите од младеачкото мнозинство? Например, никогаш не доаѓаате мене на ваква дебата која како што гледате од ова се имиња на луѓе кои не ги познавам, се разбира. Впрочем, или на дебата на јавниот сервис каде што ќе ги видиме, не знам, министерот за внатрешни работи во сенка на опозицијата. Дебатите се корисни и здрави за развојот на демократските процеси. Па не знам, треба нив да ги прашате. Јас ретко кога не прифаќам учество во дебати. Да, не честите во оваа смисла, вие сте од ретките од владачката коалиција кои воопшто се појавува во некаде на некои критички медиуми. На мене сигурно дека би ми било многу удобно да не учествувам ниту една дебата, да бидам дел од власта и да си седам таму, супер е, Страф ли е тоа? Не знам, треба да разговарат со нив. Јас во сите разговори со колегите пратеници, во контакти со министри, директори, сите ги мотивирам да учествуват. Мислам дека еден најдобар начин одредени дилеми. Ако имаме ние сега две спротивставени страни, сериозно спротивставени, кои што има рефлексија на вкупните состојби во државата, многу добро е
да излезат една група од СДСМ, друга од ВМРО ДПМН, Тоа е да отворат расправа. филозофија од уште од времето на Сократ, која се ја Да почитува отворат расправа и мислам дека тоа ќе биде многу добро за разјаснување на работите. Сега сите ние градиме проценки, оценки, стави врз основа на информации што се презентирани од една, од друга или од трета страна. Ако директно сега ние расправаме, тогаш можеби ќе дојдеме до некоја приближно сериозна вистина, да речеме, реално се случувања. Така Ве разбрав. Од Бисера пак има што правиме сега со илустрација, господине Трајанов. Кој би бил одговорот на ова прашање од страна на еден најординарен легалист? Значи, тогаш кога една работна група Звонко Јанкуловски понуди да оди таа илустрација, тој закон да биде преку мене, јас имав дилеми уште тогаш, после тој го даде на Стојан Нандов и така господин Груевски прифати да биде тој носител на тој законски проект. Уште тогаш првата верзија сериозно го имав забелешки, го критикував и Андов и така натаму. И тогаш некој од медиумите, повеќето од медиумите, ме критикува дека Трајанов затоа што бил министер за внатрешни работи, има своји инсталации, своји соработници, сака да ги заштити, да не бидат тие компрометирани. Значи, искуството покажа дека сум бил во право. Законот за лустрација, кој што се донесе со огромно закаснување, наместо 91-2, ние тек сега, после 20 години, со 20 години закаснување, тој не обезбедува равноправен третман на сите граѓани. Значи, системот не е таков да секој што бил соработник и што заслужува да биде јавно, да речеме, не функционира тој систем. Ги видовте ли документите по кои илустрира колешката Јадранка Костова? За новинарите, вклучително за Јадранка И Костова. дали по таа илустрација и денеска разговорите кои ги слушнавме во врска со илустрацијата, дали е за вас јасно дека илустрацијата е политички раководен процес? Само за новинарите одговорам. Значи, бројни новинари. Јас како министр, порано како подсекретар, сум читал белешки од случајни средби. Затоа што новинарите исто така барат информации. И тие комуницираат со сите, вклучително и со оперативци. Да добијат некоја информација сензитивна, да објават. И од тие информации, од тие средби често пати читам белешки, службени белешки, оперативни информации. Како оперативците информираат. И сега они кажуваат дека се сретнам со тој име, за тој го имаше тој коментар, рече тоа. Тоа не е основа за илустрација. Не, за Јадранка немаме дилема дека нема ама знаете што, може ќе се појават такви новинари, но и имало кои што потпишале соработка, новинари, кои што биле наградувани, унапредувани во кариерата, кои што ги кодошеле свој... Тоа за тие... Прашањето ми е јасно и сега барам краток одговор од вас. Дали по случајот на Јадранка и денешните разговори Аџиев, Милошовски, и не знам кој се тој процес на илустрација... Дали мислите дека процесот на илустрација е политички раководен за дневно-политички интереси? Процесот за илустрација треба да биде стопиран. Во оваа состојба на силни политички развежувања, на вакви конфронтации. Не одговорите на прашањето. Кажам политички манипулиран и за дневно-политички интереси. Овој процес генерално се одвива многу селективно. Добро, тоа сега идеме пак ми се чини. Знаете што нема баланс, затоа што знам кој се соработувал со службите, до времето дори бев тука. Мора, ајде да не кажам баланс, треба да има систем, сите да бидат проверувани и сите да бидат, да речеме, објавени ако соработувале на начин за кој што треба тоа да биде презентирано, да речеме, за соработник на службата се знае кој бил соработник, како и некој се... Во законот, само да ви докажам ова, кога се носеше последната верзија, се договоривме, значи само ако има писмен доказ, ако потпише соработка. Меѓутоа, тука морам да кажам дека дуи во заден момент не обстои на тој амандман што се подготвуваше да го уфрли и тоа да биде услов за носење на законот. На крај тие се повлекоа и законот помина без една таква клучна одредба која што дава гаранција дека ќе бидат лустрирани само оние што
на вистина има трајна континуирана соработка, таа соработка има ли интерес. По се ова сметате дека процесот за треба да биде стопиран? Треба да биде стопиран, законот да биде преработен и да се даде рок за година или две да заврши. Овој процес на лустрација само не конфронтира. Немаме ние практично рехабилитација на жртвите од стариот систем. Апсолутно немаме никаква рехабилитација. Ние треба да градиме сега, ако е можно, преку овој политички диалог што ќе се одвива овде или во Брисел, не знам каде, меѓу другото да изградиме платформа за помирување. Барам околу овие прашања. Инаку, ако се смени власта, знаете што ќе има? Ќе има исто голем, огромни процеси на лустрација, огромен број на луѓе ќе бидат лустрирани повторно. По овие законски основи ви тврдам дека можеби 50% од повозрастните новинари ќе одидат да бидат лустрирани. Па сите тие комуницирале со припадници на МВР. И овие пишувале во весниците, овие пишувале во секторите каде што припаѓале за што зборувале новинарите. Да збораваме една нова тема околу споредбата на некогаш и сега, 80 и сега, Коча Доровски. Еве симплифицирано прашање. Јас бев лично нападнат. ЛГБТ центарот беше 6 пати нападнат. Зборуваме за симплифицирано физичко насилство. Дали ова е компаративно со состојбите во времето на Колишевски? Дали тогаш се случувало кон граѓани и дали ова насилство ви дава можност да действувате како партија во власта за да го спречите и казните? Значи, ние имаме јасен став за слобода на сите тие работи, вклучително и на овие заедници, и мора тие да имат систем, државата, да бидат заштитени. Апсолутно, ако тој се определил на таков начин на живеење, тоа е негова лично право и не смета на вкупните состојби во државата, така да мислам дека најмалку би поддржал насилство према оваа заедница. Апсолутно. И секој што бил вклучен во вакви насилства треба да одговара. И не треба. Правејќи ја споредбата, ако имплиците вели дека во тоа време 80-тите имало повеќе шанси да биде заштитен од полицијата од насилство од тој вид, како што беше тогаш да речеме, отколку сега кога што не само што не е заштитен, туку постојат сериозни индиции дека е тоа политички. Знаете што, тие се вратно помлада генерација. Тогаш во тоа време беше хомосексуалноста беше кривично дело. И ги затвара полицијата, ги затвараше тие што ги откриваш. Така да значи апсолутно мислам кога зборуваме за сега нема легална основа да ги затвара и се ги тепаме малце. Затоа реков, апсолутно тоа е крајно неприфатливо и за тоа треба секој да се одговара. Но мислам дека граѓаните, дел од граѓаните мислат и тоа мислење преовладува дека имало владење на правото во тоа време и дека си можел низ институциите на системот да ги заштитиш. Еве да ви кажам, ние осомината, бидејќи не елиминира од МВР, поднесовме тужба и судот на Сдружен труд донесе одлука не врати на работа. Замислете во тоа време дека министрот за внатрешни работи спротивно на устав на законите донел такво решение, немало основа да не отстрани од работа. Не врати судот на работа. Во тоа време. Од тој аспект граѓаните коментираат дека во тоа време имало ред и правда. Сигурно дека тој систем бил многу поинаков, многу порепресивен за одредени структури. Не бевме, меѓутоа... Пробивте ли системот безбедност? Не. Како не имаш, например, Александар Линевски подоцна изнесе и некои материјали со кои се... Тоа не беше... Покасно беше горе, но како дел од таа операција, предпоставувам. Тоа не беше тоа. Тоа не беше. Немаше врска со мината, со тие прашања што ги покренаме тогаш. Ние зборуваме за системски промени, зборуваме за тоа, како што нагласив, не може СДБ да биде ударна тупаница на Сојузот на комунистите. Не може да ги дискредитира сите луѓе што поинаку размислуваат од владеачката од партија од Сојузот на комунистите. Значи, ние сакавме да се воспостави еден повеќе партиски систем каде што граѓаните ќе се чувствуваат слободно, ќе може да зборуваат слободно, слобода на печатот, така да значи сега да не го афирмираме стариот еднопартиски систем. Сега имаме на пример закон за кој ги штити дојавувачите. Оние кои и дури ги обврзува
да дојават, да информираат јавноста за доколку постојат злоупотреби на општествениот интерес од страна на институциите. Во случајот некој вади разговори од Министерството противзаконски, да речеме, и открива, да речеме, проблеми, односно сериозни штети на општествениот интерес. Значи вака да Која е вагата сега? Вака да дефинираме. Која е вагата? Ако некој ги злоупотребил Добро. системите во МВР, независно кој, Добро. ги злоупотребил, иако тоа е објавено, нити е кривично дело, нити за тоа ќе се одговара. Не е кривично дело и нема да се одговори. Ако имало посебни истражни мерки, Добро. значи на баре на јавниот обвинител одлучил судот, и ако некој тие мерки ги провалил, за тоа треба да одговара. Предпоставка е дека разговорот Ставлевски и Јанкуловска нема налог. Ако тоа Па ни разговорот Значи, тие разговори, затоа што објавувањето на таквите разговори не представува кривично дело. Може да бидејќи тужи, се стекнати на може нелегален начин. Јанкуловска, Ставлевски по приватна тужба да го тужат тој што ги објавил. Тоа е во законот предвидено. Значи, тука нема злоупотреба на службена положба. Злоупотреба е на тој што ги користел системите. МВР мора да најде, јавниот обвинител, судот мора да најде кој ги користил или кој ги злоупотребил Значи, тези директен системи. линк меѓу обвинетите во пуќ за тоа дека упаднале внатре, укуцале броеви и слушале. И во тој случај имаат кривична Тоа треба да одговорност. се докаже. Ако е така, ако на барање на Зоран Заев, Да. значи хипотетички зборуваме, припадници на МВР. Тоа е нелегално слушање. Тоа е нелегално слушање. Значи, Доколку јас вас тогаш ве за снимам тоа нелегално, мора- господине Трајанов, ќе ве снимам одговарате. нелегално. Ќе одговарате. А при тоа откријам од тој разговор дека вие сте земале мито од 100.000 евра како функционер било каде, во која институција. Добро. Јас ќе одговарам што ве снимав нелегално, Да. а дали вие ќе одговарате што сте земале мито Да, од 100.000 евра? треба јавниот обвинител да отвори истрага. Значи двајцата одговараме. Со тоа што вие одговарате многу мала е казната таму за затворска или парична мала, затоа Ако што се докажам објавиле. дека сум ве снимал само за да докажам дека имате Независно дека од сте тоа, независно, значи во кривичниот законник е предвидено тој што не е овластено ќе објави разговор кој што го снимил на таен начин, за тоа се одговара. Затвор и така натаму. Многу мала е одговорност. Но јавниот обвинител, ако преземе мерки и докаже дека тој разговор бил основа да прошири истрагата и ако докаже дека тој соговорник направил стварно криминал, за тоа ќе се одговара 2, 5, 10, 15 години, зависно од видот тежината на делото. Тоа не е спорно. Луѓе во овие си имаат и практични прашања со оглед на психозата. Армен Фестима прашува, вика, дали има УБК средства за следење на интернет комуникации како Facebook или Viber, или се само во можност да ги следат класичните телефонски комуникации? Се интересираат луѓето што да прават алтернативно. Предпоставам бидејќи дека системите класични се провалени. системите бидејќи така тоа е дефинирано во Законот за електронски комуникации, дека се што е комуникација може да се контролира, да се следи. Се. Ако има за Да, тоа електронска оправдани комуникација. причини, ако има наредба од судот. Технички причини, бидејќи очигледно легалните Предпоставам се сега тотално да не релативизирани. предпоставам дека може да се следат. Не гледам веќе прашања, јас од мене само имаме прашање, што очекувате од преговорите во Брисел? Дали да продолжуваат следната недела, ако не се лажам? Па моја проценка е дека има ли решение од тие преговори? моја проценка е дека овие разговори ќе одат тешко, ќе се развлекуваат, дека ќе се градат позиции едната и другата страна и надвор ќе бидат сите други државни институции, влада, парламент, не знам се, дека повторно ќе биде Вие сведено на не зборувам, нема да бидат вклучени во овие Така, процеси. нема да не функционални ќе бидат. И можно е, мојата сугестија е друга, да се врате опозиција во парламентот, како што реков, врз основа на сите материјали што има, да се отвори расправа и да се изгради една платформа постепено како да излеземе од кризата. Да се дефинира политичка одговорност, али во една постапка, која што на вистина ќе се докаже кој за што е одговорен и паралелно се води процес на кривична одговорност со да речеме освежени состојби или кадровски состојби во судскиот систем, во целен збор во јавно обвинителство, во судот и така натаму. Верувате ли во можност за преодна влада? Инаку сум за тоа да системски ги променеме работите.
пред 6 месеци пред избори, воредни и редовни, да, ако е тоа прифатливо за власт и опозицијата, во изборниот законник или во уставот или во другите закони за изборна влада да стои дека 6 месеци пред избори министр за внатрешни работи, за финанси, за труд и социјална политика, тие тројца министри да извршуваат таа функција технократи. Се разбира во согласност со позиција и опозиција. И тоа секогаш така да биде. Секогаш да биде. Адхок решенија сега преодна влада, предпоставка еве да дојдат други партии на власт. Опозицијата што ќе биде Демократски сојуз или не знам други партии, ние за 6 месеци ќе бараме преодна влада нова да правиме нови избори. Нема да веруваме во тоа. Значи систем ако се воспостави тогаш тој систем треба да важи од сега понатаму. Како политичари, полицајци. Вакви адхок решенија мислам дека тешко дека ќе бидат прифатени. Јас лично не верувам дека ќе се прифати од клучните политички фактори од власта дека ќе прифатат преодна влада која што ќе го прекие мандатот и ќе организира воредни парламентарни избори. Можни се ако ДУИ, ВМРО-ДПМН и другите партии што сме дел во коалицијата, ако се процени дека настанала парализа на функционирањето на институциите на власта, може да се договорат да се распушти парламентот и тогаш по сила на устав на законите ќе мора воредни парламентарни избори. Таа опција не е исклучена. На кој нема да учествува ни опозиција, ниту опција. Тоа не знам, може, не знам дали ќе учествува или не, али таква една опција на воредни избори и на крај. Значи кризата ќе се разреши само преку избори. Граѓаните ќе го донесат конечниот суд кој е во право. Во какви избори? Дали верувате вие во избори какви што слушаме дека се организираат телефонски разговори? Значи тоа што беше презентирано, мислам дека е далеко од паметот да некој учествува во вакви изборни неправилности. Мислам дека за тоа треба сериозна темелна истрага. Да. Ако се докажат, ние мораме целата оваа криза да разрешиме и политички и правно. Дали заканата дека може да изгубиме препораката за преговори значи некому нешто во Македонија? Мене лично да. Ние како партија знаеме дека тоа е наш национален стратешки. На премиерот и на министерот за внатрешни работи и за евроинтеграција им значи нешто? Па нив треба да ги прашат, али мислам дека во Македонија постои политички и граѓански консенсус околу влез во Европското унија и НАТО. До сега од ниту еден од нив, носители јавни функции, немало резерви околу овие процеси. Дали на таа перспектива мислите како ваша прогноза дека ќе доведе до немири и масовни протести? Па, мислам дека треба да преовладува разумот и треба да водиме сметка за нашите државни интереси и интересите на граѓаните. Ако се тргнува од личните и партиски интереси, тогаш ќе навлеземе во уште подлабока криза. Но мислам дека граѓаните се доволно свести. Независно што има сега силни манипулации за продлабочување на кризата или за излегување на улици или за судири, мислам дека до тоа не треба да дојде и нема да дојде. Сепак ќе преовладат интересите на државата и на граѓаните и ќе се дојде до политичко решение кое што ќе значи излез од кризата на еден мирен цивилизацијски начин. Има ли шанси, Блу прашува, вашиот проект Македонија една изборна единица да биде прифатен? Значи, ние прв пат сериозно пристапивме, подготвивме анализа, ја доставиме до сите партии да се произнесат, предлагаме една изборна единица со отворени листи без изборен праг. Тоа е пропорционален систем. Ќе ги чекаме овие наши идеи, одговорите на овие наши идеи до 15 април. После тоа за неколку дена ќе го подготвиме законот и ќе го понудиме на сите партии кои сакат што Македонија да биде една изборна единица која што гарантира по регуларни избори, можности за изборни неправилности се намалуваат и парламентот ќе биде одраз на волјата на граѓаните, тогаш сите тие партии нека го подржат, нека се потпишат, значи не мора да бидам само јас да бидам предлагач, нека бидат и другите пратеници, позиција, опозиција, и мислам дека добро е тоа да биде еден
од точките за разговор во Брисел или во Македонија, Македонија да биде една изборна единица во функција на намалување или стеснување на можностите за изборни неправилности. Господине Павле Трајанов, ви благодарам што сте гости на Нова дебата. Ви благодарам и на вас што активно учествувавте со прашања кои се конструктивни и релевантни на темите за кои разговаравме. Ве очекувам со предлог на хаштагот Нова дебата за тоа кој би сакал да биде вашиот соговорник во наредното издание на Нова дебата. До гледање.